Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а во овој дел од утрински брифинг ќе разговараме за родовите политики, односно за однесувањето на адолесцентите во однос на дискриминацијата и родовата нееднаквост. На линија треба да го имаме Славчо Димитров од коалицијата Маргини, која што минатата недела промовираше еден извештај прилично обстоен. Славчо, дали го имаме на линија? Славчо, добро утро, како сте ова утро? Добро утро, Александра. Добро, ви благодарам на поканата и на иницијативата да ги презентираме заеднички резултати од студијава кои што се загрижувачки и исклучително значајни. Точно така, загрижувачки исклучително значајни. Ова анализа, овој извештај е обстоен на 88 страници, колку што можев да видам, и го е прилично корисен да го прочитат и родителите, а и адолесцентите, бидејќи, како што велите и во извештајот, возраста од 11 до 15 годишна возраст е всушност клучна за формирањето на односот кон родовите, како кај девојчињата, така и кај момчињата. Но сепак, Славчо, сакам да ве прашам, што е она што е најзагрижувачки според вас како податок од оваа анализа што е спроведувана практично во 2018 година? Да, само накратко некои основни воведни информации да кажам дека оваа анализа е дел од една поголема лонгитудинална студија која што се прави на 4 години, меѓународна студија во која што главен носител од Македонија е Малинска центарот и Лина Кјостарова Умковска, која што е главен автор и на истражувањето и оваа година, и ние веќе во неколку години поред соработуваме заедно со нив и објавуваме дел од резултатите кои што се од нашиот посебен интерес. Студијава се прави на неколку континенти, во над 40 земји. Македонија е една од нив, вклучена од 2002 година. Истражувањето се прави на репрезентативен примерок помеѓу македонските средношколци, значи голем опсек на испитаници има, скоро 4600 млади од над 140 училишта од македонска, албанска, турска и ромска етничка припадност, така да значи имаме еден солиден примерок. Сега врз основа на тој солиден примерок што го имаме, она што најмногу загрижува и што наједноставно можам да го кажеме дека патриархалната култура во Македонија и родовите нееднаквости болат или ги повредуваат младите во континуитет. Она што младите го сведочат во своето семејство како родови образци и модели, она што го сведочат во медиумите, она што го сведочат помеѓу нивните врсници што го интериоризираат како образец на однесување, како модел со кој што се справуваат или преку кој што се справуваат со своите секојдневни проблеми и предизвици во живењето во една исклучително ранлива и формативна возраст како што е адолесценцијата, е всушност моделот кој што и самите го применуваат во сопственото однесување со сопствените врсници, како себе си се прецепираат, како се справуваат со проблемите и воопшто какво е нивното ментално здравје и како се справуваат со менталните проблеми. И тука имаме загрижувачки резултати. Зашто вие образци велам дека младите ги репетираат, они кои што ги наследуваат всушност во една специфична социјална средина како што е Македонија и економски специфична средина во која што, например, повеќе од во разлика од околу 15% ке македонските семејства во која што мајките се невработени споредено со татковците, или скоро 75% помалку од жените во албанското семејство се вработени за разлика од мажите, ќе видите дека ставовите на младите, на адолесцентите, всушност ја рефлектираат оваа слика што први не гледаат во сопственото семејство, а резултат на еден поширок општествен контекст на родова нееднаквост. Односно, голем процент, и тоа скоро изедначено и кај момчињата и кај девојчињата, сметаат дека мажот, односно таткото, е оној кој што треба да работи, треба да биде успешен, треба да обезбедува заработка и леп во семејството, и една цела серија на други стереотипи кои што достигнуваат некои фантастични загрижувачки проценти од околу 64, например,
проценти кај девојчињата во албанските паралелки на 15 години, кои што сметаат дека таткото треба да има поголем авторитет, или 55% кај момчињата во македонските паралелки и 50% кај девојчињата од македонските паралелки. Значи, ова е една сериозна ситуација во која што со овие ставови децата, младите се формираат уште на најрана возраст и скоро во изедначен процент и во македонските и во албанските средини. Од друга страна, например, зашто велам дека овие родови поделби длабоко влијаат на менталното здравје, кога ќе видите дека девојчињата скоро 3 пати повеќе или скоро 50% од девојчињата во Македонија на 13 и 15, особено веќе годишна возраст, сериозно проаѓаат низ секојдневни или честопати регистрирани психосоматски проблеми и тегоби, искуства и чувство на нерасположение, на безнадежност, па дури значителен процент проаѓаат низ мисли со суицидни идеи. И оваа ситуација треба сериозно да не загрижи, особено ако земеме предвид дека наши резултати покажуваат дека овие млади во една таква кревка ситуација, во која што не можат речиси да видат поинаков модел и како поинаква можност за собственото однесување, за собствената иднина, не наидуваат на поддршка прво од училишната средина. Таа поддршка се повеќе опаѓа како што се движат од 11, 13 па 15 година. Поддршка не добиваат или се намалува од нивните врсници, се намалува како што расте возраста, поддршката и разбирањето од семејството, а по широката општествена средина знаеме што е она што го нуди. И во една таква ситуација видите дека се појавуваат специфични образци кај момчињата, насилство како метод кој што е усвоен, признаен, меѓуврсничко насилство, а кај девојчињата се поголемо повлекување навнатре и преземање на позицијата на жртва и чувството на немоќ. Навистина се загрижувачки овие податоци што ги кажувате, Славчо, меѓутоа ќе имаме и други прилики, се разбира, да говориме за ова, но сакам да ве прашам и за тоа кој е методот, кој е начинот да се, бидејќи ова патриархално гледање на работите е длабоко вкоренето во општеството, како би можело полека, но сигурно да се излегува од овие матрици, да се излезе? Видите, нужни се првин интервенции во самиот образовен систем. Значи, ние можеме да ја вртиме и понатаму и натаму мантрата дека све доаѓа од семејството. Меѓутоа, децата проаѓаат многу голем дел од времето надвор од семејството. Влијанијата кои што ги добиваат и кои што се формативни во голем дел доаѓаат надвор од семејството, и тука образовниот процес и целокупниот образовен систем има клучна улога. Ова вклучува интервенции во нужност за ревизија, интервенции во учебниците, создавање на нови содржини кои што се засновуваат и ги почитуваат принципите на родова еднаквост и понудат поинакви модели и образци. Осовременување и реформа на воспитно-образовните политики, практики и програми со фокус на менталното, емоционалното, социјалното и сексуалното здравје на младите, како и на детските права, и вклучување на младите и учениците во сите фази на креирање и имплементација на програмите. Понатаму, нужна е континуирана едукација на наставниците, соработниците и стручните служби во училиштата за овие теми. Соработки и сеопфатно информирање исто така е потребно на родителите на теми од сексуалноста, репродуктивното здравје, први партнерски релации за семено насилство, кое што исто е сериозен проблем, го покажува ово истражување. И училишни програми и протоколи за родово специфична поддршка, например, на девојчињата, момчињата и насанатите родово чувствителни групи, особено на младите кои што се родово и сексуално маргинализирани, кои што се покажува во ово истражување дека 3 пати повеќе минимум искусуваат насилство, чувство на безнадежност, навреди и семено насилство, дека 6 пати повеќе размислуваат за суицид, односно за самоубиство ЛГБТ младите споредбено со нивните хетеросексуални врсници. Значи, потребно е првин клучна реформа внатре самиот образовен систем.
Дали има слух од И власта? Јас видов на презентацијата, присуствуваше и министерката Царовска, која што вети измени во наставните програми, особено во оние учебници кои што и од вас и од невладиниот сектор беа нотирани како дискриминирачки. Тоа се работеше за учебникот од 5-то одделение. така, Министерството за сега се заложи и влегува во интензивен процес на ревизија на учебните програми, помагалата и на учебниците. Тоа е она што го ветуваат и тој процес полека, но сигурно мислиме дека почнува. Со вклучување и на граѓанскиот сектор, што е особено исклучително за нас. Така да во таа постапка мислиме дека ќе истераме, но да го видиме крајниот резултат, бидејќи со години се чека на овој процес. И ваквата интервенција подразбира не само бришење на спорните елементи, дискриминаторските содржини и така натаму, туку внесување на поинакви содржини, обогатување на содржините. Знаете, џабе ако еден учебник имате пример граѓанско општество кое што во почетокот стои и експлицитно ги става во фокус заложбите за еднакво општество, родова еднакво, ако сакате, недискриминација, кога натаму ги отварате сите останати учебници кои што се полни од ниво на илустриран материјал до типот на факти, податоци кои што се примери, кои што се стават, а кои што се родово длабоко раслоени и нееднакви и традиционални, ако сакате. Значи, нужна е сериозна и коренита промена. Се надеваме дека до сегашната поддршка која што доаѓа од министерката е видлива, експлицитна, се надеваме дека ќе биде и истрена. Славчо Димитров од коалицијата Маргини, многу ви благодарам за ова, би рекла, еден воведен разговор во мноштвото на проблеми со кои што се сочуваме на полето на родовата еднаквост или нееднаквост, на родовата застапеност, не проговоривме за многу уште други и теми кои што се застапени овде во овој извештај за кој што разговаравме, но за сега многу благодарам и со надеж дека наскоро повторно ќе се видиме и ќе се слушнеме.